Вештачката интелигенција крие опасни ризици за човештвото. Врвниот експерт Џефри Хинтон го напушта Google за да може непречено да алармира за опасностите од неконтролиран развој на вештачка интелигенција. Мартин Николовски се јавува од Гласот на Америка од Вашингтон. Мартин, какви се реакциите по оставката на Хинтон во американскиот технолошки гигант Google? Маја, добро вечер од Вашингтон. Компјутерскиот научник Џефри Хинтон, кој честопати се нарекува кум на вештачката интелигенција, ја напуштил работата во Google за да проговори за опасностите од технологијата. Хинтон, кој ја создаде технологијата за основање на системи со вештачка интелигенција, за New York Times изјави дека напредокот направен на ова поле представува длабок ризик за општеството и човештвото. Научникот исто така предупреди за потенцијалното ширење на дезинформации создадени од вештачката интелигенција, велејќи дека просечниот човек повеќе нема да може да знае што е вистина. Одлуката на Хинтон за повлекување од Google уследи откако бројни политичари, активисти и технолошки инсайдери изразија загриженост за можноста за ширење дезинформации и за преземање на работните места од страна на новата генерација на чет-ботови на погон на вештачка интелигенција. По оставката на Хинтон вчера се огласи и милиардерот Илон Маск, кој рече дека Џефри Хинтон знае што зборува. Маск со години алармира за потенцијалните опасности од вештачка интелигенција, а во март тој заедно со околу 1000 бизнисмени, академици и технолошки работници потпиша отворено писмо во кое ги повикуваат компаниите како OpenAI, Google и Microsoft 6 месеци да ја паузираат работата на системите за вештачка интелигенција додека не се утврдат нивните ризици. Мартин, вчера холивудските сценаристи почнаа масовен штрајк. Дали една од причините е и користењето вештачка интелигенција? Да, Маја, Сојузот на сценаристи на Америка објави дека нивните членови ќе ги напуштат своите пенкала и ќе ги исклучат компјутерите на полнок кога ќе им истече актуелниот договор. Сојузот преговара со Алијансата на филмски и телевизиски продуценти за зголемената плата и посилни гаранции за вработување во епизодни телевизиски емисии, бидејќи се повеќе и повеќе серии по сценарио се прикажуваат на платформи базирани на интернет или стриминг. Вештачката интелигенција е уште еден проблем за членовите на Сојузот на сценаристи на Америка. Сојузот сака да ги спречи студијата да користат вештачка интелигенција за да создаваат скрипти врз основа на претходната работа на писателите. Исто така не сака од сценаристите да се бара да работат на скрипти генерирани од вештачка интелигенција. Штрајкот е прв на Сојузот на сценаристи на Америка по 15 години. Последниот штрајк беше во 2007 година, кој траеше 100 дена, што ја чинеше калифорниската економија околу 2,1 милиарди долари. Мартин, благодарам за вклучувањето. Мартин Николовски од Гласот на Америка од Вашингтон.